Денешниот ден, имено 1 декември, се одбележува како Светски ден за борба против ХИВ. Разговараме во студиото со Анета Манева од Заедно посилни. Добро утро, и Румена Гердовска-Којчевски, социјален работник од мојата десна страна. Можете да започнеме со вас, Румена. Добре, да. Каква е актуелната состојба со ХИВ во земјава и дали бројот на нови случаи расте или опаѓа? Така, ние можеме да кажеме дека нашата држава има ниско ниво на преваленца на ХИВ. Тоа значи дека ХИВ инфекцијата не е многу навлезена помеѓу општата популација. Меѓутоа, последните години се забележува еден тренд на зголемување на бројот на новодиагностицирани случаи. За жал можеме да констатираме дека дури во малце поодмината доцна фаза од инфекцијата, она што ние целиме е да се прават повеќе ХИВ тестирања, да се допре до се поголем број на луѓе кои што не се свесни дека нели го носат ХИВ вирусот, немаат одредени некакви видливи знаци и симптоми, меѓутоа како би можеле нели да го заштитиме нивното здравје, навремено да ги диагностицираме, а со тоа да ја заштитиме и другата популација со кои што доаѓаат во контакт. Да, Румена, тука ќе ве потпрашам, имаше некои полемики околу тоа, дека зголемен е бројот, па имаше полемики дека сега повеќе се тестираат, па е зголемен бројот, дека претходно не биле толку тестирани. Вистина ли е тоа дека е така? Можностите се промени или како? Видете, пост-ковид периодот за жал ни донесе еден тренд на досна диагностика, како што реков. Тоа значи дека поголем број на пациенти се откриваат низ здравствените институции, наспроти тестирањата кои што беа во многу поголем број во минатото преку граѓанските организации, каде што многу навремено и многу рано беа диагностицирани лицата. Сега, значи, еден човек кој што има симптоми на ХИВ инфекција, талка низ системот неколку години додека да дојде до одредена здравствена установа каде што ќе му биде инициран и направен ХИВ тестот, и да, така ќе го диагностицираме, меѓутоа е тоа во една многу одмината фаза, наспроти она што реков дека треба да целиме кон навремено тестирање, а тоа главно го правеа граѓанските организации со еден широк опфат на популација. Да. Анета, ќе ве вклучам вас поради тоа што има многу, може слободно да кажем, заблуди кои што се поврзани околу ХИВ вирусот, во пренесувањето, во начинот на диагностицирање, па дури и во симптоматологијата која што укажува на ништо такво. Кои ќе ги издвоите? Кои се најчестите заблуди кои што во општество се уште е стигматизирано во поглед на ХИВ вирусот? Така. Општата перцепција за ХИВ инфекцијата може да се каже дека е подобрана благодарение на високоефикасните делотворни терапии, но иако колективната свест околу начинот на пренос, диагностиката како превенцијата и терапијата, како кај општата популација, така и кај здравствениот сектор, сепак може да се каже дека не е на задоволително ниво, токму како резултат на недоволно постоечки ресурси за информирање и едуцирање во однос на ХИВ инфекцијата. Иако таа колективна свест кај сите е релативно ниска и во денешно време, е токму поради тие митови кои што постојат во секојдневието и кои што се уште значи владеат во етерот. Токму со едукација и со подигнување на свеста можеме да постигнеме сузбивање на митовите кои што постојат и да го подобриме денешното разбирање на што значи да се живее со ХИВ денес. Митови кои што се уште постојат е дека лицата со ХИВ може да инфицираат друго лице доколку се во иста просторија, во иста чекална на лекар. Дури доколку се поздрават. Или доколку се поздрават. Тоа е вистина дека се уште е стигматизирано општеството на таа тема. Така, дека симптомите кои што првичните симптоми за ХИВ се многу слични на оние стандардни симптоми на грип, каде што може да се толкува погрешно или пак сметаат дека може тоа лице да се препознае однадвор како изгледа и дека може така да судиме дека тоа лице е инфицирано. Не, ова е вистинска можност денес што сме тука да повториме дека начинот на пренос е јасен, 3 начини на пренос преку крв, незаштитен сексуален контакт и од мајка на дете. Така што не може лицето кое што живее со ХИВ доколку е на терапија, не може да го пренесе вирусот
на друго лице по сексуален пат доколку воспоставило недетектабилно ниво на вирусот. Што значи со придржување до терапијата тоа лице не представува закана за да општи со друго лице по сексуален пат, а во никој случај по аерокапков пат, односно дека доколку е во иста просторија или користи иста чаша за пиење или е во исти базен, тоалет и така натаму. Румена, колку е важна раната диагностика? Ја спомнавме сега тука околу бројките, да, и симптомите кои што се пропуштаат. Да. Многу важна, како и кај секое друго заболување, и кај ХИВ инфекцијата навременото и рано откривање е клучно за еден човек да има еден здрав, квалитетен и долг живот со ХИВ. Ние викаме дека лицата кои што се носители на ХИВ вирусот, ако се откријат во многу рана фаза на инфекцијата, тие може да доживеат и длабока старост како и секој човек кој што е припадник на општа популација без ХИВ инфекција. Што е многу битно? Битно е луѓето да не се потпираат дека треба да им се појават некакви знаци и симптоми за да помислат дека треба да го направат ХИВ тестот. Едноставно, секој кој што дошол во некаков ризичен контакт, а под тоа подразбираме незаштитен пред се сексуален однос без кондом, треба да биде свесен дека после извесно време, да помине тој виндоу период, така наречено 3 месеци. Тој период? 3 месеци од последниот ризичен контакт за да го направи тестот, како би можеле да добиеме валидни и точни резултати и да навремено се открие. Често пати дури и здравствените работници не помислуваат на ХИВ инфекцијата и тука некако ни е најголемата борба. Зошто? Симптомите ли се тие кои што главно се причинители за да не се помисли, оти се поклопуваат со друга симптоматологија? Така. Делумно е одговорот на прашањето тоа, дека ХИВ инфекцијата е вирусна инфекција, како и ги дава знаците и симптомите и на другите вирусни инфекции, како што е, например, покачена температура, отекување на лимфни јазли, подолготрајно слабење или пак диареја, проливи. Меѓутоа, она што често пати ги лаже и самите пациенти е правењето на обична крвна слика, за која што стално знаат да ми кажат мојата крвна слика е одлична. Да, и на нашите пациенти со ХИВ крвната слика најчесто е одлична, меѓутоа тоа не значи дека немаат ХИВ. Да, не е показател, да. Кои диагностички методи се достапни денеска, Анета? Дали постојат брзи тестови кои што може да се направат, каде што може да се диагностицира? Така. Денес во клиниката за инфективни болести и трансфузиологија се достапни 4-та генерација тестови за тестирање, за диагностицирање, односно за детекција на ХИВ вирусот. Меѓутоа, ние во граѓанските организации ги користиме брзите тестови во моментов за само тестирање, кои што се земаат преку плунка. Не се крвни тестови, меѓутоа се подеднакво релевантни и подеднакво сензитивни со крвните тестови, така што резултатите кои што ги покажуваат се точни. И добрата страна на овие брзи тестови е тоа што во рок од 15 до 20 минути го имаме резултатот. Исто за истите треба да се почека 3 месеци, така? Да, значи за истите треба да се почека 3 месеци, така што добрата страна е во граѓанските здруженија кога доаѓаат да се тестираат, еве конкретно во пунктот за тестирање на заедно посилни, ние ги нудиме тие тестови и добрата страна е што при тоа не треба да се прикажува здравствена легитимација, да се идентитетот да се открива или пак да се споделуваат било какви дополнителни информации од оние што се потребни. Така што е доверливо, доверливо, безбедно, сигурно и во рок од 20 минути го знаат, го има резултатот. Да, тестот дали е реактивен или не. Ајде сега за оние 20 минути кога се чека и во моментот кога треба да се соопшти на лицето, вие сте во контакт, ги знаете тие луѓе на кои што едноставно самата информација им е веќе како збогување со себе, со животот, со себе. Пред нив веројатно е најцрната слика и сценарио. Како потоа? Како понатаму? Да, добар е процесот на советување пред правењето на ХИВ тестот, односно дури ние не го нарекуваме и не му даваме толкаво значење сега на самиот процес на советување, туку повеќе го нарекуваме дури информативен разговор, каде што психолошки го опуштаме самиот клиент кој што го прави ХИВ тестирањето во смисла дека му ги укажуваме најчестите
аспекти кои што му биле како проблем за правењето на ХИВ тестот, тоа е стравот да се дознае во околината, стравот да не го пренел вирусот на други лица, и при тоа нели советувачот, тој што стои спроти него и му помага да го изведе само тестирањето, го опушта лицето да го дочека резултатот со нели полн капацитет, и уште повеќе доколку тестот излезе позитивен, да го упати што понатака и што може да очекува нели во понатамошното негово лекување и третман. Во таа насока, тој информативен разговор и таа поддршка која што има во прв момент е исто така многу битна, затоа што прво лицето е информирано дека го прави ХИВ тестот, му се објаснети сите информации и прашања кои што ги има пред да дојде во сервисите за само тестирање, а потоа и самиот процес на помош и поддршка понатака е многу значаен. Предизвиците на медицинскиот персонал во делот на, па може од превенција да почнеме, до диагностика до третман, секојдневно, кои се? Јас би рекла, така го почнавме нели денешниот разговор, дека стигмата и дискриминацијата во нашето општество се уште на многу високо ниво, особено во здравствениот сектор. Да, затоа што овде лицата кои што живеат со ХИВ најповеќе имаат потреба да го обелоденат својот ХИВ статус. Значи, тие не мора во некоја социјална институција или во, не знам, агенцијата за вработување да зборуваат за својот ХИВ статус, или при работодавецот да кажат дека се ХИВ позитивни, меѓутоа несомнено треба да го кажат својот ХИВ статус доколку треба да им се пружи некаква здравствена услуга. И тука, ако оној здравствен работник кој што е должен да нели му пружа медицинска услуга не е добро информиран во однос на начините на пренос, во однос на тоа што представува тоа недетектибилно ниво, дека тој Зарем е возможно, не можам да разберам здравствен персонал да не е доволно информиран. Да. Тоа е неверојатно во денешно време. Да, многу често пред се не се запознаени со информацијата дека недетектибилно ниво на вирус во крвта е непреносливо. Што тоа значи, Анита веќе спомна, лицата кои што се ставени на антиретровирусна терапија редовно ја примаат, го спуштаат вирусниот товар, значи вирусот во крвта на недетектибилно ниво, односно апаратот кој што... Тоа се современите терапии кои што ги зборувате, кои што ги имаме ние, добро. Да. И практично го супримираат вирусот до ниво да буквално директен метод на тестирање на вирусот, има или нема вирус, вика не детектирам тоа лице, нема вирус во крвта. Не значи дека е излекувано, туку само нели дека вирусот е потиснат до тоа ниво да не може да се пренесува на други лица по сексуален пат, меѓутоа нели не се значи трансмисијата се стопира. Да, сега прашањето е соодветно дали денес е возможно лицата со ХИВ да имаат нормален и квалитетен живот. Така. Точно, да. Денес најважното сознание во медицината во врска со ХИВ е дека со ХИВ се живее нормално, квалитетно, дека доколку лицето е навреме откриено, детектирано, доколку започнало со терапија и при тоа континуирано ја зема, дословно ја зема како што е препорачано, води здрав нормален живот, дека неговиот животен век е идентичен со сите други луѓе кои што не живеат со ХИВ инфекција. Што значи дека тоа е една контролирана контролирана хронична состојба на организмот и овие луѓе живеат нормално, имаат семејства, раѓаат деца, работат, партиципираат во пазарот на трудот, што значи дека денес е сосема различно. Дали сите имаат пристап до терапија? Да, сите што досега биле диагностицирани и биле поврзани со инфективната клиника за конфирматорен тест, сите примаат терапија. Значи достапна им е терапијата, така што Румена може повеќе да каже доколку тука нешто. Да, со Румена би сакала да го заокружиме разговорот во делот на психолошка, најмногу, па и социјална, па и правна, некому каде што е потребна. Каква помош се нуди за лицата кои што живеат со ХИВ? Да, во советувалиштето кое што е на инфективна клиника во Скопје за поддршка на лицата кои што живеат со ХИВ има психолог и јас како социјален работник, ние нудиме комплетна психосоцијална поддршка на лицата кои што живеат со ХИВ, а доколку е потребна некаква правна поддршка во смисла дека имаме детектирано очигледен пример на дискриминација
дискриминација кај лицата, а вие нели се запрашавте за ребе, возможно меѓутоа ние ланската година имавме десетина случаи на директно или индиректно одбивање на пружање здравствена услуга на лица кои што живеат со ХИВ, ги препраќаме до правниот сервис во Сдруженијето Заедно посилни. Што значи тие лица комплетно не само ја добиваат медицинската услуга на клиниката, туку им се пружа и неопходната психосоцијална поддршка. Додека се подготвувавме за разговорот, ви споделив што прочитав утринава од Светската здравствена организација, велат мистериозна болест, која што се очекува да заврши до 2030 година. Зарем е возможно? Да, кога се предвидуваат ваквите нели трендови на една инфекција, се прави една каскада, се нарекува, на диагностицирани случаи, случаи кои што се поставени на терапија и случаи кои што се пациенти кои што се со супремиран вирус, недетектибилни. Светот вика дека ако ние преку 95% од лицата кои што се инфицирани го дознаат својот ХИВ статус и сите тие 95 бидат ставени на терапија и сите тие 95 бидат со супремиран вирус, тогаш ние ќе имаме комплетно искоренување на инфекцијата, затоа што ќе имаме ќе немаме недиагностицирани случаи, или тоа ќе бидат спорадични случаи. Сите луѓе редовно ќе ја примаат терапијата и ќе бидат недетектибилни да не можат да го пренесуваат вирусот и така инфекцијата комплетно ќе биде ставена под контрола. Меѓутоа, она за кое што апелираме и за кое што сакаме да потенцираме дека ние во Македонија се уште не можеме да го постигнеме или сме далеку од тоа првата 95% на диагностицирање на лицата кои што се инфицирани со вирусот, односно има голем број, од прилика 30% на луѓе кои што не се свесни дека се носители на ХИВ вирусот, а другите проценти во однос на 96 поставени на терапија и 98 чак мислам дека се процентот на недетектибилни пациенти кои што не можат да го пренесуваат вирусот, веќе сме го постигнале. Благодарам за разговорот денеска. Од мојата десна страна беше Румена Гердовска-Којчевски и до неа Анита Манева. Зборувавме за Светскиот ден за борба против ХИВ вирусот. Благодарам. Благодариме.